Бранко Црвенковски и неговите следбеници веќе 6 пати губат на избори. За Црвенковски веќе и малите деца знаат дека е спровел приватизацијата, дека е татко на мрачната транзиција и се она што со неа се појави. Како стотиците илјади стечајци и невработени, олигарсите кои до ден денес го држуваат, потоа дека е идеен творец на срамното име фиром, кумувал на шверцот со нафта, алкохол, цигари и други стоки, како што всушност слушаме од сведоштата секој ден. Го измисли рекетот, ги измисли лажните ветувања, како тоа дека ќе вработи по еден од секое семејство и што уште не направи. Тој е вистински пример како еден политичар не сме да изгледа и не сме да делува. Неодамна нему му се придружи уште еден добро познат политичар кој што со ништо помалку не е наштетил на Македонија. Политичар кој тврди дека има богатство како секој просечен бизнисмен во Република Македонија, кој мислеше дека треба да биде ист како првиот, дека тоа всушност е клучот на успехот, па се обиде да создаде своји олигарси, да купи банки, имаше идеја да ја дели територијата на Република Македонија и да менува територии со друга држава, а сега сака да го менува името на Република Македонија во Северна Македонија и не се штеди да ги обвини своите сограѓани за најголеми фалсификатори на историјата на Балканот. А според последните сведоштва го наследил бизнисот за шверц со цигари и нафта и ја наградил технологијата за спроведување на оваа работа. Овие двајца политичари имаат ист животен пат и иста политичка вредност, ист морал, исти вредности, исти верувања. Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски знаат се за себе, знаат и едниот за другиот. Во минатото, тие се обвинувале меѓусебно еден за друг дека се криминалци, дека се апаши, дека се организатори на шверц на нафта и цигари, па и дека се предавници, дека користат наркотични супстанции и алкохол и дека користеле услуги на ментални установи. Тие јавно го говореа едниот за другиот, без око да им трепне. Има многу разлики кои сега ни говорат дека ги тргнале на страна, но не ни кажуваат кои се тие разлики и не ни кажуваат дали тоа што го говореле еден за друг е вистина или пак лага. Што значи дека тие всушност се иста суштина. Тие се исти и застапуваат исто време, исти вредности, исти идеи и ист начин на работа. И ним затоа ништо не им пречи за да направат коалиција, партнерство и здружување, затоа што во суштината се исти. Заради тоа, а и заради многу други работи, заради бугарските летоци, на кои што се надевам се сеќавате, но сега и бугарските пасоши, заради приватизацијата и заради начинот на владење, заради рекетот и неодржаните ветувања, заради тоа што овие луѓе имаат исти вредности и ист систем и начин на работа, затоа што овие луѓе се идентични, ние таа коалиција од денес па натаму ќе викаме коалиција сичките сме същи. Коалицијата на деспотот, шверцер и лажниот војвода среброљубецот. Очигледно е зошто сега Црвенковски и Георгиевски и нивните слепи следбеници се заедно на купче. На тие луѓе не им држи зборот, нивниот збор нема вредност, зборуваат што сакаат, прават најчесто спротивно од тоа што зборуваат. Овие луѓе крајно ги подценуваат граѓаните и потегот за нивно коалицирање е најголемото можно подценување што може да го смислат, зашто покажуваат дека веруваат оти народот ќе им заборави на се лошо што направија за државата, за сите промашувања и неморални однесувања. За себе мислат дека се уште може да ги манипулираат и лажат граѓаните, но тоа време за среќа заврши. Затоа, нашата втора порака од оваа пресконференција е: следните избори, меѓу другото, ќе бидат своевиден референдум против Црвенковски и Георгиевски. И ние сме убедени дека граѓаните ќе го казнат нивното однесување и ќе пратат порака дека паметат, дека никој не сме да ги подценува граѓаните и дека нема да дозволат да се повтори времето кога Црвенковски и Георгиевски манипулираа и неморално владеа во Република Македонија.